Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во случајот Титаник, изминатите денови, сведоци сме на сведочењето на Јадранка Гулевска, поранешна началничка во МВР, во оделот за управни работи во Скопје. Во нејзиното сведочење јасно и детално е опишан процесот на манипулацијата со гласовите на граѓаните во општина Центар. Слушнавме, видовме и прочитавме како функционирала полициско-партиската спрега и како само за неколку месеци 600 жители од албанска општина Пустец добиле право за гласање во општина Центар и со самото тоа влијаеле на резултатите на локалните избори во 2013 година. Од позиција на тогашната централна власт, поранешниот премиер, актуелниот осуденик и во бегство Никола Груевски заедно со екс-генералниот секретар на владата Кирил Божиновски и министрите Јанакиевски, Јанкуловски и останатите, свесно се впуштиле во криминални активности, без при тоа да бидат свесни за последиците од истите. Трите круга на локалните избори во Центар во 2013 година беа символ и главна пресвртница со што се означи почетокот на крајот на криминалното владење на ВМРО-ДПМН. Свежи се сеќавањата на сцените со организираното носење на гласачите од Албанија во Центар, но се потсетуваме и на одговорот на центарци јасната изразена победа во сите три изборни круга. Но, да се изразам со зборовите на бегалецот Груевски. Вистината е како шило, ќе врти и пак излезе на виделина. Така и сега, вистината излегува на виделина во случајот Титаник. Во случајот Титаник кој е веќе во напредна фаза и со секое наредно сведочење, јавноста дознава што и како точно се случувало на сцената во 2013 година. Верувам во независноста и одлучувањето на македонските судски системи. Правда мора да има за сите. А на сите нам, локалните избори во 2013 година нека ни служат како потсетник за урнисаната македонска демократија, која одамна е завршен и никогаш повеќе не смее да се повтори. Го избравме ова место за пресконференција, бидејќи позади мене се наоѓа гласачкото место, односно во Фудбалската федерација на Македонија, каде што се носеа најчесто гласачите од Пустец и од албанците од општините од Албанија. Се сеќавате на оние познати изјави каде што гласачите од Пустец, односно луѓето кои што беа носени од Пустец, не ги знаеа ни адресите кои се водеа на нивните тогаш фалси издадени лични карти, а со самото ова сведочење се потврдува се она што се случувало пред 6 години. Навистина сум, бидејќи учествував во тој изборен процес, среќен што полека правдата го добива својот епилог и тоа нека служи на памет за сите да никогаш не се користи злоупотребува волјата граѓаните, посебно не на таков начин како што тоа се случуваше 2013 година.